Дебатни минути во емисијата Македонија наутро по повод случајот на мечот меѓу Скопје и Гевгелија во купот на Македонија во женска ракометна конкуренција, односно санкциите како импликациите што овој настан ги има врз спортот и врз севкупно врз општеството. Кај нас да се дебатира не со цел да се растне некој како личност, туку да се долови сериозноста на случајот, односно причините и ефектите, а војно е да се спречи идно такво делување. Целта не е да линчуваме или да жигосуваме никого, некоја личност, туку јавно да проговориме за ваквите случувања да не ни се повторат. Добро утро за оние кои што сега се вклучуваат, три еминентни имиња во нашето студио. Ке почнеме со дамата, тоа е Ленча Алексовска, психолог, поранешен декан на ФФОСЗ, Факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Добро утро. Добро утро, благодарам за поканата. Министерот за спорт, првиот министер за спорт на Република Македонија, Борко Ристовски. Добро утро. Добро утро. Цено Александровски, поранешен фудбалер, оние што го знаат каков жесток фудбалер беше, организатор на младински спорт преку УЕФА и тоа е причината поради која што е денеска тука. Добро утро. Добро утро и поздрав до вашите гледачи. Се надевам дека ќе има пријатни минути со нас. Да. Поканети беа и представниците на Ракометната федерација на Македонија на денешната дебата, која што рака на срце ја склопивме некаде во вторникот, па немаше многу време за тоа организација, од оправдани причини поради преангажираност генералниот секретар Филип Милошевски и претседателот на РФМ Живко Мукаетов, кои што беа поканети, нема простор да дојдат и да учествуваат, но најавија дека во следната прилика ќе бидат тука, ќе зборуваме за ракометот, инаку ќе потсетиме дека во август господин Мукаетов најави повлекување од ракометот, односно на изборното собрание кое што ќе биде меѓу 15 февруари и 1 март. Тој нема веќе да се кандидира, па МТВ ќе се обиде да обезбеди термин пред или по светското првенство во јануари, за да може да со тоа исто, нели, најуспешниот претседател во историјата на Ракометната федерација на Македонија да даде отчет, позитивен се разбира, за сето она што се случуваше во неговиот мандат. Ова најуспешен претседател со сета почит на Литванија 2011-та и кошаркарите, на учеството на фудбалерите 2020-та на Европското првенство, меѓутоа не може со ништо да се победи во моментов континуитетот што го имаат ракометарите и затоа оваа дебата за ракометот е посветена токму денеска, затоа што ракометот е наш спорт број 1. Борко, првото прашање е за вас. Во представувањето дамата беше прва, ќе ја оставиме последна како јаготка за крајот на ова воведно прашање. Бевте голман, ви избега во наводници Министерството за одбрана, но го добивте најадекватното, најсоодветното Министерството за спорт. Како би реагирал нашиот најдобар голман во историјата, ова битолчаните да не се налутат, ќе ги замолиме, ако некој негов соиграч постигнеше свесен, не велиме намерен, туку свесен автогол или барем ако тргнеше да шутира кон голот на Борко? Па добро, току го бев на терен, најпрво ќе пробав да го одбранам тоа и да не го дозволам тоа, веднаш потоа би го напуштал теренот и сигурно дека не би дозволил да бидам дел од такви работи, таков обид за деградација на спортот, таков обид за манипулација со резултатот и мислам дека тоа се работи кои што мора да ги менуваме од корен, затоа што да не одиме по спортски, да одиме по едукативен, затоа повеќе кажи професорката во тој дел, меѓутоа да одиме по едукативен, ако сакате, по едукативниот пат, тоа е еден огромен минус за општеството, огромен минус за дечињата и за сите луѓе воопшто генерално што се бават со спорт, така да сигурно дека по ниеден основ, во ниту еден случај не би дозволил да бидам дел од такво нешто. Цено халфи либеро, еден од жестоките момци на македонскиот фудбал, ова по скопски жаргон. И југословенски. И југословенски, тоа беше следно што сакав да го кажам. Топка може, но човек не се разбира во граници во спортски контекст без грубости. Како ќе реагираше Цено ако забележеше некој да погледнува кон својот гол, некој од неговите соиграчи и се обиде да истркала бубамарата преку линијата, преку која што не сме ни да помисли да го направи тоа? Прво да кажам дека кога го видов ова во медиумите, пред се го видов на хрватските медиуми. Значи не го видов нашите, го видов во хрватските медиуми. Беше веста. Скандалозно се случило нешто во Македонија и не знам што е тоа што се случило. Верувајте, бев фрапиран и не можев да верувам дека може такво нешто да се случи воопшто во некоја интенција на надпревар, на самото тоа што се десило. Јас тргнав од аспект не на тие што натерале, не на тие што дозволиле такво нешто да се случи од сите. Јас се стави во улога на децата. Значи тие што тоа го направија, од кој аспект сега тоа дете
дома кога ќе отиде, кога ќе каже, ќе го прашаат како поминавте на надпревар, што ќе каже? Си дадов автогол. Морав да дадам автогол. Јас со тој аспект почнав да размислувам и тоа ми падна во очи, бидејќи работиме со деца, посебно во нашава програма е оваа година 25 години, многу луѓе поминаа од различни сфери, бранши, тренери, поминав на 20 земји во светот. Сегде беше предизвик ти да играш, да се надпреваруваш, да дадеш гол, дали да победиш. Еве сега во нашава конкуренција се лиги за деца, сегде, па не идеме да кој ќе си даде повеќе аутоголови, него кој ќе даде повеќе голови на другата страна. Тоа ги учиме децата, така. Тоа предизвикува радост, тоа предизвикува задоволство, тоа предизвикува предизвики, сите тие работи. И верувате ми, беше многу тешко како луѓе од спортот, како и многу се замислив и си реков, чекајте кај одиме ние. Па, една од причините за оваа дебата беше и нашиот разговор, кој што беше иницијална точка да се случи оваа дебата. Еве, вака јавно ќе признаеме. Ленче нема автогол во кошарката, но вие бевте кошаркарка во нашата премиерна конкуренција долги години. Можеше ли да се замисли ваква појава во тогашната кошарка, популарното шејвање или шиткање, поени, надпревари, резултати? Не, ова се, знаете што, ова се негативни феномени и ние сите и спортисти и тренери ги едуцираме толкому спротивното на ова, затоа што ова е антиспорт, ова се антивредности, ова не е добро. Меѓутоа, ова е последица и затоа следат репресивни мерки. Ние повеќе одиме кон превенција, да ја подигнеме свеста, ние секогаш сакаме да збориме за спортот, дека низ спортот се развиваат силни вредности, дека спортот е алатка за создавање на вистински личности, а ова што се случи навистина е голем преседан и не треба, мислам, да го занемариме, затоа што ова треба на некој начин да биде пример како не треба. Иако не знам зашто се случило, јас делови од луѓето, нели, спортската фела се познаваме ние сите меѓу себе, како дошло до тоа и како ова можело да се случи, навистина е голем и се отвараат големи прашалници, а ние како високообразовна институција сме тука заеднички да ги видиме последиците од тоа и да видиме зошто и како дошло до тоа. Значи, ние сме тука како една институција која што едуцира деца од најмала возраст и ги насочува на тие вистински вредности, како што е на општествени вредности, всушност и спортот представува општествена култура. Тие вредности кои што ги развиваме уште од малечки, припадноста на групата, припадноста во семејството, затоа што семејството е првата единка која што те развива како личност и која што ти ги отвара вратите. Веќе вториот сегмент секако дека се професорите, тренерите, наставниците. И сите треба да знаат дека постои социјално учење, дека децата учат од нив како втори мајка и татко. И тие ги нивните... Па понекогаш и повеќе време поминуваат со професорите и со тренерите отколку дома со родителите, особено во современото општествено живење. Апсолутно така е. И треба да бидеме свесни за секоја насмевка, за секој збор, за секоја комуникација со децата, особено затоа што е тоа и период на детство, а овие, како што слушнав, се адолесценти, значи можеби во најспецифичниот адолесцентски, така е, најсензитивниот, како 15 и 16 години, знаете што тоа се деца, односно адолесценти кои што имаат бурни емоционални реакции, кои што мислат дека они се можат и ние сме тука да ги поставиме нормите на однесување. Значи мора да постои однесување, спортско однесување и тие да бидат пример на сите нивни другари и другарки, односно адолесценти кои што не се бават со спорт. Најмалку на врсниците и на повозрастните, и на помладите. Така тука ќе направиме еден пресек, почитувани гледачи, ќе ја емитувам изјавата на селекторот на фудбалската селекција кој што предвадена беше гостин во Македонија наутро. Зборувавме за резултатите импресивни во оваа група, нели С, во лигата С, кои резултати кои што ги постигна нашата машка фудбалска селекција и на крајот го прашавме за поимот автогол. Надпреварот во купот, во женска конкуренција и постигнувањето на автоголови. Селекторе, само на крајот, што значи свесно постигнување на автогол во спортот? Немам коментар за ова ваш прв пат, да немам коментар за новинарско прашање. Мислам дека нема додирна точка со се она што го зборувавме претходно. Министре, го слушнавме селекторот Благоа Богомилевски, дали има оправдување за свесен, намерен автогол, како сакаме да го крстиме, не беше еден, беа повеќе?
Кажав претходно, значи апсолутно не постои нешто што може да оправда ваков чин, затоа што, кажа и професорката, ние треба да градиме и да промовираме вредности преку спортот, а во конкретниот случај спортот беше оној кој што постави, кој што кажа и професорката, еден негативен пример како не треба и видите, на крај на денот секој си одговара, ќе одговара и мора да одговара за своите постапки. Невини жртви во целиот случај се девојчињата или дечињата кои што беа дел од тој настан. Овој настан, можам само да напоменам дека ќе отвори Пандорината кутија, за која што јавно се говори повеќе години во кругот на спортот, спортските работници, и морам да напоменам дека не знам колку биле свесни во минатото или несвесни ли сега, ова повеќе не е Агенција за млади спорт, ова е Министерство за спорт. Министерство за спорт кој што има проширени ингеренции, Министерство за спорт кој што правеше изминатиот период измени на закон, ќе прави се до донесувањето на новиот закон за спорт измени, се во насока и цел да се превенираат и да се казнуваат овој тип на девијации во општеството, посебно во спортот, така да ќе отвори Пандорината кутија за која што веќе се почнати интерни истраги во Министерството. Набрзо ќе почнеме истрага и со Министерството за внатрешни работи, за на крај на денот, може би некој не е свесен, меѓутоа ова е свесно лажирање на надперар, а за свесно лажирање на надперар има кривична одговорност. Така да и во тој дел ќе направиме состанок со Министерството за внатрешни работи да почнеме процес и да разговараме за можноста да се отвори процес против сите оние кои што се замешани директно или индиректно, затоа што ова не е само на оние луѓе кои што се замешани директно, меѓутоа и на оние кои што се замешани индиректно. Цено, дали се приметува дека некој, го прашуваме ова, не констатираме туку, дали се забележува дека некој спортски работник влијаел врз однесувањето на децата и дали треба, па макар и ако е на работна безната од спортски аспект, да подучува вакво нешто, особено едно дете во најчувствителната старосна категорија? Јас стварно не знам како дошла информацијата и како некој го кажал ова со свесност, дека треба децата да направат тоа. Јас пред тоа видов да ти излегуваш чиста шанса за гол и место да ја шутираш во гол, имаш отворено, шутираш, не знам, покрај гол шутираш горе и од едната и од другата страна. Ова што го рековме, значи, кои се вредностите на тоа што излегле децата таму. Од една страна, од друга страна се поставува прашање, јас низ досегашната работа во невладиниот сектор и патувајќи низ сите земји кај што имавме активности, соработувајќи со врвни институции како УЕФА, како ФИФА, како Барселона фондација, меѓународни и други организации каде што имав можност да запознам многу еминентни луѓе по однос на оваа сфера. Ние како добитници на златна медаља за грасрут фудбал, професорката знае, заедно сме биле на семинари, едукација за С лиценца, Б лиценца, прошто се лиценците, така почнаа сите овие најнови трендови, да кажам. Треба да се запрашаме и можеби во догледно време да се види кој се работи со нашиве деца. Со овие приватни школи што се изотворија во сите спортови, не само во фудбал, кошарката, ракометот, значи се спусти границава на децата, да децата одат до родителиве, не знам, се во некоја еуфорија и те прашуваат за дете 2017, 2018, кога можам да го запишам јас? Кога можам да почне да тренира фудбал? Кој ќе го тренира тоа дете? Ние имаме случај каде што со оваа најсензитивна група на деца, фаза, работат тотални почетници кои што немаат никакво искуство, нити биле спортисти, нити играле фудбал, тренери или во некоја друга работа. Ние имаме, вчера имаме еден настан кај што ги вклучуваме родителите да бидат дел од некаква активност и други работи, да поминуваат повеќе време со своите деца во оваа фаза, категорија. И од тука почнува се. И јас ќе кажам, во нашата својства и професорката од педагошко-психолошки аспект ќе каже дали е примерен резултатот овде, дали треба да се учат децата на некои вредности, на почитување, одговорност,
Не само резултатот цено, туку и импликациите, професорка, и импликациите што ќе ги има овој случај врз... Ама овде е контрарезултат. Да, врз младите, врз спортот, врз општеството, врз... Основната поента на спортувањето, што го кажа и министерот, на целта која се поставува е тргната. И зашто ние секогаш да почнуваме од вакви, што каже професорка, негативни феномени? Импликација врз публиката, врз иднината. Македонија губи ракометен центар, губи 2 клуба кои што се исклучени, губи големо име кое што е санкционирано, тоа е Валентина Радуловиќ, нека прости што ја споменуваме, меѓутоа инволвирана е во случајот. Ова е профил на играчи кои што, како што кажавте, се во сензитивна возраст. Што по оваа ситуација, како тие ќе продолжат кариерата? Каква импликација ќе има овој случај врз сето ова што го кажавме досега? Видете, грешки можат да се направат. Меѓутоа, знаете како, пред време треба да се размислува кога нешто ќе направи, затоа што ти си едукатор. Значи, мисија на секој учител, наставник, професор е да воспитува и да образува деца. Треба секогаш да имате цел и тоа да го гледате како ваше дете, за да тоа се развие како една социо-емоционална зрела личност. Ако тоа не го постигнете, значи не ја постигнувате основната цел и како едукатор, и како учител, и како професор. Јас имам една позитивна перцепција овде, знаете зашто? Затоа што долги години ние баравме Министерство за спорт, нели, како високообразовна научна институција, затоа што проблемите не можевме некојаш директно да ги кажеме вака и отворено, и тие да бидат и позитивните, да бидат пример, а и негативните да не бидат. За се треба да се зборува отворено. Значи, ова е прв пат во историјата, значи да се формира вакво министерство, и мене посебно ми е драго, затоа што јас и министерот го познавам од друг аспект, која беа во репрезентација. Работевме заедно и го познавам како карактер. И не е тука сега дали некој друг ќе го направи ова или тоа, дали јас сега ќе кажам во однос на тоа што се случило позитивно или негативно, туку тоа е општествен проблем. Кога имате општествен проблем, вие морате да делувате. Ако не делувате во прав момент и вистински, тогаш каква е пораката? Имаме тогаш и наслов, таков е и насловот, значи, на тогаш оваа нема дебата. Каква доверба ќе имаат понатаму и родителите и децата и како да ги воспитуваат. Најмалку се тие проблем сега тие што биле, например, директни, индиректни и така натаму. Значи, ние треба ова сега да се анализира и да се направат, со министерот разговаравме, национални, он веќе има идеи, предходно, да се направат национални проекти, системот на вредности преку спортот да се вратат, и кога тие систем на вредности ќе се вратат, затоа што ние сите тројца тука сме биле врвни спортисти, па знаете што, па немало нешто посрекне од тоа и почестно и поискрено да дадеш кош или да дадеш гол. Па тоа е таа онаа страст и мотивација која те води да одиш напред. Значи, тоа јас се плашам за овие дечиња кои што се нашле во таква непожелна ситуација. Значи, сега и со нив треба посебно да се разговара, дека може би тоа... не е безизлезна ситуацијата. Ама не, апсолутно не е. Знаете, да им што... дадеме до знаење дека се може да се надмене, причината за оваа дебата е да не се повтори. Така е. Тука ќе направиме уште еден пресек. Професорот Гино Стрезовски, катедра Ракомет и Издружение на тренери при РФМ, со свое видување како представник на Ракометната федерација за случајот на мечот, постигнувањето на автоголовите на мечот меѓу Скопје и Гевгелија. Јас сум пола век во ракометот, или го кажам цел живот. Ова што сега го видов и што се случи е невиден блам за македонскиот спорт и за македонскиот ракомет. Во секој случај ракометарите не би направиле сами ако не им е кажано од клупа тоа да го направат. Екипата на Гевгелија не имаше тренер, беа без тренер, меѓутоа сигурно со некој налог од дома кога тренеле за Скопје. Екипата на Скопје имаше тренери, 2 на клупа, кои го дале налогот за да постигнуваат сами автоголови, и повторно ќе кажам, казните за тренерите се сосема на место и сосема во ред од страна на Ракометна федерација на Македонија. Па со кое лице ние се намладите им збориме за честност, за спортски дух, за витештво, за правилен однос кон спортот, да пробаме да ги воспитуваме за животот понатаму, кога ние како педагози ги тераме да си даваат сами голови, сами да губат надпора, на еден начин да промашуваат утакмица. Зашто? За да не бидат домаќини на следната утакмица и така натаму. Сигурно дека не е цел да никој да се расмат, се работи за тренери, посебно за тренерот на Скопје Валентина Радуловиќ, кој по мене
бренд македонски женски ракометен, така да и искрено ја сега од оваа гледна точка поминати 10 дена, мислам дека и они се кајат за тоа и нив име навистина криво, каѓање се големи на место во секој случај, меѓутоа во тој момент така проценија да биде треба да се прашаме зашто е дојдено до целата таа приказка, меѓутоа во секој случај негативно, не спортски и не педагошки, што е најважна цел. Санкциите се следни. ЖРК Гевгелија се исклучува од системот на надпревари, ЖРК Скопје се исклучува, Валентина Радуловиќ како официјално лице суспендирана или казната во временски период од 2 години, Веселинка Тренковска исто така, забрана за вршење функција во ракометниот спорт, Јулија Беќарова исто така, Митко Ѓоргиевски, делегат контролор, му се изрекува дисциплинска санкција, забрана за вршење функцијата временски рок од 6 месеци. Изјавата на Валентина Радуловиќ, дадена за 24 ракомет, е следна. Ја добив одлуката на РФМ за казната, можам само да кажам дека на тој меч седев на клупата и бев официјално лице, но во ниту еден момент не побарав, ниту влијаев на ракометарките да играат или да се однесуваат онака на теренот како што тие игра, вели Валентина Радуловиќ. Министре, одиме со прашање за вас. Дали, она што го постави професорот Гино Стрезовски, дали треба да се запрашаме за причините поради кои е дојдено до оваа ситуација и дали тоа ги амнестира оние што го сториле овој прекршок? Јас кажав, за се може да се разговара и да се дебатира. Меѓутоа, апсолутно ништо не може да биде изговор за еден ваков немил настан, ај ќе бидам благ, немил настан, кој што го подкопува основното функционирање на спортот во Македонија, основното функционирање на спортските вредности кои што напомена и професорот. Ние преку спортот треба да обединува, да промовира вистински вредности, јунаштво, храброст, витештво, како сакате, има многу епитети, меѓутоа спортот треба да промовира убави работи, позитивни работи, сега изговори за секојаш во животот, за се можеме да најдеме, меѓутоа она што ги прави, што ја прави разликата помеѓу победници и губитници во животот е дали ќе се придржувате до тие вредности кои што сакате да ги промовирате или само ги промовирате декларативно, ако ќе најдете на мал отпор, кажувате или давате изговори. Јас сум имал пример, ќе дам во мојата кариера мал милион препреки во спортската кариера, меѓутоа сум успел затоа што сум ги тргал на страна сите оние препреки, сите оние работи кои што биле во моментот против мене и токму тоа и случајов мора да биде и сега. Значи, изговори за се во животот сите ние може да најдеме, меѓутоа пак ќе повторам и ќе ја завршам реченица со тоа ги прави различните победниците од губитниците во животот, посебно во делот на спортот. Казните инаку се на место, апсолутно ги поддржувам и сите оние работи кои што ги казни што ги изрече Ракометна федерација и следство на тоа ние име земавме дејноста спорт, која што видите на крај на денот се уште по изјави мислам дека никој не е свесен од тие што го направи, што колкава е големината на штетата која направи на македонското општество. Значи да бараме сега кои биле причините, може да има милиони една причина, апсолутно ништо не смее да доведе до еден ваков настан случај. Во првичната комуникација со вас за конверзацијата кажавте една реченица, ова за мене и за Македонија голем општествено спортски пораст. Тоа нека биде и насловот, го имаме да го видиме на телопод. Дали министерството се споменува и моментот дека министерството немало ингеренции за земање лиценците? Вие веднаш на една од телевизиите, на Сител телевизија, излеговте со изјава дека ќе им бидат одземени лиценците на два клуба. Дали има ингеренции министерството? Вие да ни кажете? Каже професорката, доколку видите, вака ќе направиме на поширок одговор ќе дам на ова. Нашите две најголеми институции спортски во држава се под обвинение. Значи тоа е Олимпискиот комитет и поранешната агенција за млади спорт за проневера на финансиски средства од 5 милиони евра. Значи кога двете институции најголеми во држава ви се под обвинение, следство на тоа следува дека довербата во спортските институции ни е сведена на нула. Како Министерството за спорт, кое што е формирано со цел да ја врати довербата во институциите, да ги донесе работите на свое место, како ќе ја врати довербата во луѓето во Министерство за спорт или во спортските институции, ако не реагира на вакви настани? Мислам дека оној кој што кажал дека Министерството нема ингеренции, апсолутно, ја не сум правник, меѓутоа апсолутно не го познава правото, затоа што, еве ќе кажем ако сака некој правна реченица, еден од условите да се надпреварувате во лигата, еден од условите да добиете дејност спорт е да се надпреварувате во лигата.
Ако федерацијата ви исклучи од лигата, значи не се прервувате, еден од условите за добивање на дејност спорт го губите. И по самото тоа, следство на тоа, можеме да одземе лиценцата. Вториот дел е кој што не го познаваат тие луѓе кои што пробуваат сега да најдат некој си изговор за се ова што се случи, тоа е дека Македонија е потписник на Конвенција на Советот за Европа против манипулација со спортски надпревари. Тоа значи дека Македонија е дел од една сериозни европски институции во кои што по било кој основ, доколку има сомнеш за манипулација со спортски надпревар, како што е посочениот надпревар, може да се одземе дејноста спорт. И што е уште најважно, Министерство за спорт или државата во случајов, што исто за мене е многу важно, мора и ќе го гледа од сега па натаму или од постоењето на Министерството додека јас сум министер, е јавниот интерес. Ако нешто не е во јавен интерес на државата, на граѓаните, по било кој основ може да се одземе дејност спорт. Неколку прашања во едно. Не само за спортот, зборувам генерално, меѓутоа ние сите треба да знаеме, го заборавивме делот или изминативе десетина години се заборави делот на јавен интерес. Јавниот интерес се знае што е. Повеќе игралишта, спортот да промовира вистински вредности, почитување на законот, деца на игралиштата, тоа е јавниот интерес. Се друго е празна реторика која што нема никаква основа. Дали сите клубови, ова се неколку шпекулации сведени во едно прашање, дали сите клубови имаат и старшин пред институциите? Кој го контролира тоа? Дали Министерството за спорт и Ракометната федерација на Македонија ги третираат сите клубови подеднакво? Дали Министерството би интервенирало ако не е така и распределата на средствата, дали е според некои услови и критериуми, дали може да се направи своеволна отстапка на некоја федерација и дали сето тоа е во согласно со законот? Добро, сега ми поставивте 10 прашања. Многу прашања. Многу прашања. Ајде да почнеме едно по едно. За да фатиме дали сите клубови се со истаршин пред институциите? Па видите, јас мислам дека дента кога се случи дента ја дав мојата изјава и кажав јавно дека ќе биде одземена дејноста спорт. Ако некој не мисли така, еве нека се обиде пак да направи, ќе видиме дали се исти аршините сега. Ја поинаку на ова прашање не би можел да одговорам. Дали РФМ и Министерството ги третираат сите клубови подеднакво, дали сите ги добиваат средствата што треба да ги добијат според закон? Не знам како било во минатото. Ја можам да кажам сега, од кога сум јас министер, дека оние средства кои што порано ги нарекуваа ваучери, сега се нарекуваат спортски субвенции во спортот. Министерството за спорт ги обезбеди, затоа што минатата влада ги немаше обезбедено во буџетот. Министерството за спорт ги обезбеди средствата кои што беа во висина од 550 милиони денари, веќе почната и мислам дека е 70% паричната помош исплатена за федерации и клубови, така да сигурно дека ги почитува. Јас сум првиот кој што јавно говорам дека треба да се почитуваат закони, дека ќе има нулта толеранција за корупција. Дали има јасни услови и критериуми кој колку средства ќе добие и дали ги добиете средства? Нормално дека има јасни критериуми кои што ние направивме овој период изминатиот и на лето 3 измени на закон со кои што поранешната агенција за млади и спорт имаше направено некои се измени на закон за да средствата се добиваат од управата за јавни приходи. Ние го сменивме тој начин на функционирање затоа што не сакаме да оставиме да чекаме од некој трет средствата кои што се за дел од спорт и сега средствата како ставка 550 милиони денари легнуваат на сметка на Министерството за спорт. Министерството за спорт распишува критериуми многу појасни, многу почисти, многу поразбирливи за сите оние спортски чинители и кои што веќе јас кажам, повеќе од 70% тие средства се веќе исплатени или се во исплата. Ја дневно подпишувам 50-60 решенија, направивме една новина, не ги чекаме сите да достават барања, па да ги прегледуваме, како доаѓаат барања, не знам, 50-на, 60-на, одма одат на преглед, доколку ги исполнувате условите, доаѓа кај мене решението, истиот ден и следниот, се подпишува и веќе оди на исплата. Така да... Има ли отчетност од клубовите према вас, зашто се потрошени тие средства? Тоа е другиот дел кој што сакав да го напоменам. Ние ставивме една реченица... Дебата е? Не, окей. Супер, ние ставивме една реченица која што ја немаше во минатото, не знам зошто, во образците кои што треба да се попунат, кои што се повеќе техничка работа сега со овие образци, ставивме на реченица која што кажува дека секој потписник на тој образец под морална, материјална и кривична одговорност одговара за точноста на горе наведените информации. Со самото тоа, во минатото имаше многу манипулации, корупција и така гласи и дел од обвинението против овие 11 луѓе, нејасни критериуми кои што се лесно манипулативни.
Затоа во минатото имавме еден клуб да има 14 милиони денари, да речеме првиот, помош од државата, вториот да има 9 и седмиот пак да има 14. Затоа што имал развој на млади категории, а тоа беа све фиктивни. Затоа што имал, не знам, спортски психолог. Еве професорката е спортски психолог, нека каже, сите има спортски психолози, ние значи во Македонија ќе имавме 800 спортски психолози. Сите пријавува дека имаат спортски психолог, а никој не, и по основа на тоа добива финансиска помош од државата. Сите пријавува дека имаат, не знам, 250 дечиња, а нема 250 дечиња. Тоа е едно од прашањата психологијата. Нормално, честна и случаи кои што навистина имаат, меѓутоа тоа се работи кои што тоа од јавен интерес. Тоа е манипулација со јавните средства. Сега тоа повеќе го нема, таа реченица која што ја ставивме, која што е вака доста сериозна за почеток, ако еве ќе ви кажеме на еден мал податок кој што вчера го добивме, прошлата година, не прошлата, предпрошлата година, или последниот пат да кажеме, за помош од државата се пријавиле 850 спортски субјекти. Ние дадавме рок да се пополнат овие образци 15 дена, сега го продолживме уште 15, значи до завршување на месецот. Уште 10 дена. До сега се пријавени 500 спортски субјекти. Значи 350 ги нема. Еве до крај на месецот нека се пријават уште 100. Значи 250 спортски субјекти биле фиктивни, делумно фиктивни, во воздух. И таа реченица која што ја ставивме, веќе ги покажува првите резултати со самото тоа филтрирање, затоа што предпоставувам дека никој не би сакал да си го признае делото кое што го прави со потпишување на образец. Така да ова е еден мал дел од она што се нарекува борба со корупција во спортот. Да не биде сватена еднострано ова... И да се извинам јавно на сите оние спортски чинители во држава, затоа што немаме веб страна која што функционира, не можеме да ги објавуваме сите информации, меѓутоа тоа не е до нас, не ја прави Министерство за спорт веб страната, ја прави владата. Така да ние не можеме тука повеќе да направиме нешто, тоа е процедура која што е надвор од мојата Се надевам дека наскоро ќе биде решена и таа процедура, инаку само да потенцираме дека и санкционираните беа повикани, единствено него контактиравме делегатот на преварот кој што исто така е санкциониран, меѓутоа од спортски аспект спортистите учесниците на преварот беа исконтактирани, едноставно прекјута. Ако може само да се надоврзам апропо темава, за не остане нејасно, се отвара, како што кажа на почетокот, една пандорина кутија. Еден од клубовите кои што се сега суспендирани од земење на дејност за спорт, кога вие добивате помош од државата, како што кажавте и вие, мора да дадете отчет зашто сте ги потрошиле средствата. Јас веќе добивам некои информации дека во минатото еден од клубовите кои што се суспендирани и од земена дејност за спорт добивале средства од државата, меѓутоа во конкретниот случај на девојчињата кои што, не знам, 15-тина се, веќе година и пол не им е исплатена никаква парична надомест за тоа што го прават. Така да и тука се отвара една друга истрага која што ја почнуваме, пак ја повторам, да утврдиме дали клубовите, во конкретниот случај, ќе почнеме од овој кој што е суспендиран, па ќе одиме редоследно сите да провериме дали сите кои што ги добиваат средствата ги трошат онака како што кажуваат во извештајот. До се извештаите беа ќе бидам малце груб банални, затоа што ја имам кажано и на други медиуми, имам видено еден извештај за потрошени 1,5 милиони денари, државни пари, на лист хартија на кој што е напишано со пенкало патување во Финска и доле подпис. Толку. Ако тоа е извештај за 1,5 милиони државни пари, тоа е мислам вака да не се лажеме, тоа е голема манипулација, во најмала рака нечесно, со државните јавните пари, и ако тоа поминува во минатото, повеќе нема да поминува. Јас би го поставил прашањето, многу сум засегнат по однос на статусот на тренерите во нашава држава, посебно од професионален аспект, па како професор работи, па како тренер сега, нели, па едно со друго се како тренер суспендиран. Еден човек е на повеќе работни позиции кои што се сродни, да речеме. Што правиме тука во тој сегмент, дали ќе има поместување, затоа што знам во фудбалот што се случува, дека фудбалот конкретно добива пари од УЕФА, кои што се даваат на клубовите од прва лига, кои што се даваат конкретно за младинските категории, за пионерските, ова што кажувате вие, што треба баш оваа афела да биде подмирена,
колку од нас тренерите им тече стаж, не им тече стаж, статусот на спортистите во тој сегмент и све од оној сегмент на, можеби тоа е за друга емисија, УЕФА има Safe Children Policy, значи во заштита на децата, во заштита на сите овие луѓе кои што се во овој сегмент на спортот. Сериозни теми се тоа цено за кои што секако дека ќе разговараме. Професионален аспект, чисто може ни за една реченица видите, да не отворуваме темава, значи ќе ви говорам во делот на тренерите, планира во најбрз можен рок да се направи состанок со секоја матична федерација и да се направи една стратегија, затоа што не може да државата има една стратегија, секоја федерација да си тера по своја. Мислам дека треба да има заедничка стратегија со секоја од федерациите и да знаеме во кој правец ќе ни се движи спортот. Има делови кои што ние сакаме да ги нормално во соработка со науката ние планираме да со факултетот соработуваме на едно повисоко ниво, така да мора да направиме една заедничка стратегија која што пак ќе биде во насока на развивање на спорт, затоа што сите сме свесни, еве државата од кога е направено министерството до септември следната година ќе подели сума околу 20 милиони евра во спортот, директни во спортот, не капитални инвестиции, директни. Сериозно визгување на сериозна финансиска инјекција е тоа за нашите. Сериозна сума, меѓутоа другата страна на паричката, ако така можеме да кажеме, тоа што добива државата од тоа, дали спортот добива или само вака ќе видам некои луѓе си прават приватни забави со државни пари, така да мора да се направи една стратегија која што јавниот интерес е како треба да биде пред. Па јавниот интерес е тоа е промоција на државата, што е можно повеќе игралишта, полни игралишта, успех на репрезентациите, поединците, промовирање на вистински вредности, така да се тоа е јавно. И враќање на публиката на терените. Па, спортот се игра за публиката, за младите и за публиката. Не че ќе финишираме со вас колку психологијата сега треба да дојде до израз, да им се помогне на директните сторители на ова што се случи, што е повод за емисијата. Тука може автоголов да го видиме во инсерт уште еднаш. Еден од автоголовите, не сакавме да оптоваруваме со повеќе кадри. Како психологијата сега треба да влијае, да својот дел од работата да го одработи? Видите, психологијата е секаде. Не само кај сторителите, туку и кај сите други, и како едукативна форма. Тоа што е сторено, како рековме, тоа што е сторено е последица и тоа е, да, значи репресивни мерки си има. Го слушав и професорот Гино Стрезовски, значи го поддржувам. Зашто? Затоа што тој го води тој едукативниот дел, каде што баш тој промовира на сериозност, на честност, на искреност, на сите тие вредности. Замислите кога он не би направил вакво нешто, тогаш он ќе биде на удар на јавноста, и не само он, него и воопшто Министерството за спорт. А психологијата секогаш ја има и она добрата страна да помогне, затоа што се случуваат вакви настани, се случуваат вакви порази спортски, општествени и слично. Меѓутоа тука не завршува животот. Секогаш можеш да направите грешка и или да се покаете, да се ресоциализирате, условно да го надминете тоа, а психологијата секогаш и секаде помага. Таа мора да се вклучи како еден општествен сегмент на секаде во спортот. Значи, во развојниот спорт, во рекреативниот, во врвниот спорт, затоа што еден поглед, вербално, невербално, една комуникација носи порака. И ние треба да бидеме свесни за тоа што носи овој дел и колку значи овој дел. И сега, навистина, времето е ограничено, инаку буквално за секој дел, за секоја возраст, има одредени психолошки аспекти и сегменти кои што можат да помогнат на тренерите како да се доближат до тие деца, да ги задржиме во спортот, да се отстраниме од негативните појави, нели оние несакани негативни појави, и тука да создадеме една здрава личност. Тоа е суштината и тоа е целта на едно општество. Нека ни биде ова лекција за понатаму. Имињата не се битни, да не ни се повтори веќе ова е принтскрин. Цена Александровски најави дека видел од странските медиуми, ова е принтскрин од само неколку медиуми кои што се од регионот, кои што известуваа за она што се случило во македонскиот спорт. Ленче Алексовска, психолог, поранешен декан на ФФСЗ, Борко Ристовски, министер за спорт, и Цена Александровски, поранешен фудбалер, организатор на младински спорт преку УЕФА, беа гости во оваа дебата. Малку се овие 45 минути. Благодариме што дојдовте ова утро. Се надеваме дека ќе има позитивен ефект ова во јавноста. Благодариме што беше. Ние се надеваме. Почитувани, тука веќе може да видиме шпицата на денешното издание на емисијата Македонија на утро. Останете со нас, секој ден сме заедно со вас од понеделник до петок од 6:45 до 9:45. Пријатен ден.